Работници, членови на Сојузот на синдикатите на Македонија, членови на други синдикати чии лидери не се борат за нивните плати да ни се придружат во сабота во 12 часот и 5 минути од предработничкиот дом, повика председателот на ССМ Слободан Трендафилов. Да ни се придружите во сабота во 12 часот и 5 минути од предработничкиот дом за да упатиме нова порака дека платите, минималната плата мора да се зголемат на сите. Дека платите во Македонија се мизерни, покажуваат и податоците на Управата за јавни приходи, кои покажуваат дека 160.000 работници живеат со плата под прагот на сиромаштијата. Сметаме дека треба да излезете заедно со нас. Ако не ние сега, тогаш кој и кога? Ви благодарам. Платата што работниците ја добиваат е резултат на нивниот труд, пот и мак, а не подарок од работодавачите, рече Трендафилов. Порача дека платите во март мора да се зголемат, бидејќи трошоците за живот секојдневно растат. Сметаме дека 1667 денари усогласување само на минималната плата е недоволно во овие услови во кои живееме, затоа што трошоците за живот секојдневно растат, а особено заради тоа што вредноста на синдикалната минимална кошница за само 2 месеци е зголемена за 2000 денари. Тие сметаат дека вие сте задоволни со ништо или со ронки, наспроти луксузот кој им го возможувате нив. Владата останува на ставот дека има политичка заднина за действувањето на ССМ. Премиерот вчера кажа дека адресата пред влада е погрешна и треба да се договорат работниците и работодавачите. Повикувам на внимателност, затоа што станува збор за озбилни фамилиарни стебла во кои што се длабоко навлезени во еден политички талог, во едно политичко мочуриште и нормално дека ќе излегуваат во јавноста со теми ако сега се 600 евра минимална, за некое време и 800 евра ќе барат минимална плата, па можеби 1000 евра минимална плата, а ние како влада тука сме немокни. Протестот во сабота ќе започне пред ССМ, ќе продолжи пред собрание, па пред Стопанската комора и ќе заврши пред владата. Од ССМ се децидни дека не отстапуваат од барањето за 600 евра минимална плата и раст на сите плати за над 6000 денари. Доколку се нема слух за нивните барања, не се исклучува и опцијата за генерален штрајк во јавниот и приватниот сектор.